Прво да се заблагодарам на целата јавност која што ми ја пружи поддршката за председател на овој меѓународен сојуз, кој што ќе се грижи за целото цивилно општество и за социјално загрозените категории на граѓани. Само што ја завршив првата официјална средба со министерката Мила Царовска, министерката за труд и социјала. Некакви начела на првична соработка имаме договорено, ќе видиме и ќе се трудиме да имаме една добра и јака соработка која што ќе биде во интерес на сите граѓани. Мислам дека Некои од првите чекори, ако имате договор? да, јас на 22 јуни свечено ќе превземам функцијата председател на овој меѓународен сојуз, така да на тоа свечено доделување ќе бидете поканети сите вие медиумите и ќе имате прилика да ја чуете мојата програма со која што јас претендирав и која што беше составен дел од мојата кандидатура и така да таму ќе бидат чекорите, но во секој случај што можам да го кажам, Блиц ова е прва и единствена изјава за било кој медиум, поради тоа што реков дека до 22 нема да дам сличен тип на телевизиски изјави и интервјуа, дека ќе се потрудам као председател на еден сојуз кој што претендира да биде сериозен, да има насмејани лица и насмејано општество, односно да нема гладни и боси, колку што можеме сите заедно, здружени, сплотени, без никакви поделби, да бидеме во служба на оние на кои што им е тоа најпотребно. Нешто конкретно за што се разговараше на средбата со министерката? Ова е првична средба и ова и за мене ново. Јас влегувам во еден поинаков свет, така да она што го разговаравме е програмата на Меѓународниот сојуз за цивилно општество. Очекувате соработка? Па јас очекувам соработка со сите институции, не само со Министерството за труд и социјална политика, поради тоа што мислам дека и другите ресори во другите министерства исто така ќе имаат голема улога во функционирањето на овој сојуз. Тука се и општините, тука се градоначалниците, Министерството за образование, поради тоа што во мојата програма почнав да откривам, има еден дел каде што се вика до образување, до едуцирање, озанатување на луѓе кои што немале можност тоа да го направат и ние као сојуз ќе се потрудиме и многу граѓани кои што немале можност од XY причини да бидат образувани, тоа да го направиме преку едно вакво системско решение.